Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Победа на исламот. Книгата Фат Хе Ислам, Победа на исламот, на урду јазик ја напишал Хазрети Мирза Гулам Ахмад, основаш на Ахмадија муслиманскиот џемаат. Таа е напишана 1890 година, а прв пат била издадена во почетокот на 1891 година. वो पाक मुहम्मद है हम सब का हबीब आका. Понизен слуга Мирза Гулам Ахмад од Кадијана. Во името на Аллах, милостивиот, somilosниот, ние само нему пофалби му упатуваме и само неговите благослови ги повикуваме. Победа на исламот и радосна вест за посебната манифестација на Божјото светло, за следењето на неговите патишта и повик кон патот на неговата благонаклонетост. Господару мој, влеј ги благословите на Твојот дух во писмото мое и обезбеди му ја наклонетоста на срцата човечки. Читатели, нека ве заштити Аллах овде и на другиот свет. После подолго време јас сакам да го свртам вашето внимание кон ова движење за кое Бог ми определи и со чие основање ме повика да му служам на исламот. Во овој есеј јас сакам со таква комуникацијска сила, каква мене ми беше подарена од Бога, да го објаснам ова движење и да ви укажам на потребата да го помогнете. Така и јас би ја исполнил својата света должност. Воопшто не ме загрижува тоа како ќе го примате овој есеј во вашите срца. Јас сум должен и обврзан да ви ја предадам оваа порака и да ја исполнам својата должност. Тоа е како човек кога има долг што мора да го измири. Јас тоа мора да го сторам, без разлика дали поракава е добредојдена или не, дали е омаловажувана и има сомнеш кон неа, дали луѓето мислат добро за мене или имаат злоба во своето срце. Јас својот живот го доверувам на Аллах, тој на вистина ги гледа своите слуги. Еве го есејот што ви го ветив. О, вие трагачи по вистината и вие што сте вистински влюбеници во исламот, јасно ви е дека времето во кое што живееме е мрачно време. Што се однесува до верувањата и делата во секој поглед, е големо безредие, од сите страни доаѓа бура од заблуди и кривоверија. Она што се нарекува вера е заменето со неколку збора, оправдани со јазикот, а она што се нарекува исправно дело се сваќа како некаква новотарија, како некакви расипнички обичаи што служат за истакнување. Што се однесува до вистинското добродетелство, тие, луѓето за него се потполно несвесни. И филозофот и природонаучникот жестоко стојат против духовната моќ. Нивните ставови влијаат мощне лошо врз оние што ги познаваат и ги влечат кон мрак. Тие шират отровен гној и го будат заспаниот шејтан. Тие што поседуваат ваков вид на знаење ја губат почитта кон верата до таа мера што почнуваат со презир и подбив да гледаат на пропишаните темели на Божјите намери, како што се постот и молитвата. Нивните срца се без почит кон постоењето и големината на Бог. Мнозината од нив се одгледувани во атеизам и гностицизам. И покрај тоа што се родени од родители муслимани, тие се непријатели на верата. Оние што студираат на факултетите, често уште пред да бидат ослободени од студиите, се ослободуваат од својата вера и од симпатиите на својата вера и му се препуштаат на тоа. Овде спомнав само една гранка која во ова доба е натежната од плодовите на заблудата. Покрај ова постојат уште стотина други гранки, кои не се ништо помали од оваа.
Секојдневно гледаме дека довербата и искреноста се потполно исчезнати од земјата. Во постигнувањето на овоземските цели, лагата и лукавството ги преидоа сите граници. Оние што прават најголеми нереди се сметаат за најспособни. Многу видни лаги, неискрености, оддавање на разврат, харам, измами, сплетки полни алчност, подлост продолжуваат да се шират надалеку и на широко. Растат караниците, исткаени од љубомора и злоба. Бесне е жестока бура од животински страсти и насилие. Колку повеќе луѓе се истакнуваат во современите полиња во науката и во модерниот законодавен систем, толку помалку внимание посветуваат на своите одговорности, кон честното однесување, кон крепоста, добриот карактер, скромноста, стравот од Бог, срамот и кон поттикнувањето добри постапки, па така доблестите кои природно ни се дадени се менуваат. Христијанското учење сака по секоја цена да ја уништи оваа вистина и искреност. Христијаните се користат со сите средства за да го уништат исламот со лаги и сплетки. Се служат со лаги и измами и со лукавства за да ги заведат луѓето. Го навредуваат и го клеветат совршениот човек, кој бил гордост на сите свети луѓе, круна на светците и главатар на сите пратеници. Во филмовите и во театарските представи тие не се воздржуваат исламот да го прикажат на ѓаволски начин и да го омаловажуваат на секој начин и да го извалкаат неговиот углед и угледот на неговиот чесен основач. Затоа, о муслимани, слушајте и слушајте внимателно. Христијанските нации користат многу комплицирани патишта на лаги за да го сопрат побожниот впечаток кој исламот го остава на луѓето. Тие лукаво ги користат овие начини, трудејќи се повеќе да ги шират немилосрдно, трошејќи го своето богатство. Ке биде подобро овој есеј да го сочуваме од спомнувањата на овие срамни завери, создадени во спроведувањето на овој план. Така волшебното сплеткарање на христијанските нации и следбеници на тројството дека Бог не ја покажал својата рака, која има моќ за чуда и со ова чудо, и дека он не ја разбил во парчиња мрежата на нивните волшебства и би било незамисливо да ги спаси невините, лековерните луѓе од нивните лукави планови. Затоа со цел да ги поништи овие волшебства, Бог го подарил чудото на искрените муслимани на ова доба, праќајќи го овој понизен слуга. Он мене ме воздигна со својата објава, со својот збор и со своите посебни благослови. Он на мене во потполност ми го подари знаењето на своите патишта, за да станам против противниците на исламот. Он мене обилно ме опреми со бројни небески дарови, возвишени знакови и духовна проникливост кон нивните верски настојувања и склоности, така што овој восочен идол на западното сплеткарење биде разбиен со овој небесен камен. Затоа, о муслимани, појавата на овој понизен слуга на вистина е Божје чудо, да ги отклони мрачните волшебства фрлени со магија од ова западно волшебство. Зарем не било нужно на светот да му биде подарено Божјото чудо, да му се спротивстави на ова волшебништво? Зарем во вашите очи звучи чудно и неверојатно дека Бог манифестира вакво прекрасно светло, кое ќе има чудесен ефект да им се спротивстави и ги порази овие страшни сплетки кои имаат магично влијание? О, мудри луѓе, не чудете се што Бог во ова доба на потреби пратил едно небеско светло во деновите на потпол мрак и што пратил еден посебен слуга за да ги советува луѓето да ја воздигне исламската вера, за ширење на светлината на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем и како потпора на муслиманите. Навистина, он него го пратил во овој свет со цел да ја прочисти внатрешната состојба на муслиманите. Би било чудно тој Господар, кој е помагач на исламската вера, кој ветил дека он секогаш ќе биде заштитник на учењето на честниот Куран, да не се јавил во овој критичен момент. Он не би останал молчеливо да го гледа овој мрак и овие нереди, внатре и надвор во исламот, и да не го одржи своето ветување, кое цврсто го дал во честниот Куран.
Јас повторно повторувам, единствено би било чудно да останало неисполнето предскажувањето на чесниот пратеник Мухамед салалаху алейхи веселем, во кое се вели дека Бог на секои 100 години ќе праќа по еден човек кој ќе ја обнови верата. पे निसार उसके जमशेदियो दा Затоа ова не е прилика за чудење. Ова е време да му искажеме илјади и илјади благодарности на Бога. И ова е време за засилување на потврдата на верата. Навистина, Бог го исполнил своето ветување и не допуштил во ниту еден момент различност во исполнувањето, во предскажувањето на честниот пратеник салалаху алейхи веселем. Не само што он го исполнил ова предскажување, он дури ја отворил вратата за исполнување на илјадници чуда и предскажувања за иднината. Ако сте вистински верници, треба да бидете благодарни и да паднете на сеџде, на благодарноста. Вашите предци умреле додека го чекале ова благословено доба. Неброени души се поминале, чекајки да го видат ова доба, а вие сте го нашле ова доба. Сега е на вас да го вреднувате ова време, да го искористите ова или не. Јас ова непрестано ќе ви го објаснувам и нема да се откажам од ова. Јас сум тој кој во вистинско време бил пратен да го реформира човечкиот род. Јас сум пратен за верата, да биде потполно оживеана во срцата. Јас сум пратен на ист начин како што е и мојот праизвор, Иса алейхи селам, Исус Христос. Бил пратен после благословениот Калимулах, пратеникот Муса. Исус Христос морал да поднесе многу тешкотии во текот на владеењето на кралот Ирод. После многу страдања, неговата душа била воздигната кон небесата. Вториот Калимулах, честниот пратеник салалаху алейхи веселем, кој всушност е прв и наистакнат поглавар на сите пратеници, бил пратен да ги уништи другите фараони. За ова Бог вели: ние испративме пратеник кој е сведок над вас, како што и на фараонот му пративме пратеник. Така на него, Мухамед салалаху алейхи веселем, кој по своите должности бил сличен на Муса алейхи селам, но со многу поголем статус, му било дадено ветување за сличен Месија и овој Месија по својата моќ, особини и карактер, бил сличен на Иса, синот на Мејрем. Тој од небото се спуштил со моќта и на сличен начин, и тој дошол во истиот период, како што Иса дошол после Муса, тоест после 1400 години. Тоа симнување било духовно како што совршените луѓе се спуштаат за реформа, откако претходно биле воздигнати. Затоа вториот Месија се симнал во време кое личи во сите најважни својства на времето на првиот Месија, тоест Иса синот на Мејрем, и тоа да биде знак за оние кои сваќаат. वो पाक मुहम्मद है, हम सब का हबीब आका, अनवार रिसालत है, जिसकी चमन नाराई. Денес го завршивме првиот дел од книгата Победа на Исламот. Еселаму алейкум.